Од денеска е распуст за основците и средношколците, за сите најсреќниот ден од учебната година. Збогом на обврските со големо задоволство им кажа и добрите, а им помалку по лошите во учењето. Многу сум среќен што заврши школската година, фала Богу малку одмор. Сега имаме распуст пред нас кој што ќе ни дозволи да се одмориме и да ги наполниме нашите батерии. Да, ќе одмориме 3 месеца, па од септември па. Се надевам дека на летниот распуст ќе се одмориме и од септември ќе започнеме нова и уште поуспешна година. Сепак, пошто некои ќе ја паметат оваа учебна година? Јас ова година ќе ја памтам по учењето, по професорите, по професорите, по учењето, друго пракса не знам. Ќе памтам по учењето и по предметите. Палата ми е прва у средно, беше убаво, интересно беше, минаме си убаво. Имаше доста за учење, да, и мислам дека секој може да помине. Бидејќи книгите се фрлени кој знае каде, сега главното прашање е како ќе се помине летниот распуст. Ќе одам на камп во Грција и после ќе видиме натаму. У работа најверојатно. Не знам, некаде келнер на пример. А за летниот распуст ќе одам на пракса, Па најверојатно со спорт. Освен за учениците, крајот на учебната година големо олеснување носи и за родителите. Па сигурно ќе бидат послободни. Немате обавези, не стануват на школа. Така е сега, летен период. Се порастеретени родителите. За волја на вистината, воздишката од што туку завршената работа ја делат и одговорните, но со нужното резиме за успешноста во работењето. Оваа учебна година може да ја оценам како малку поуспешна од претходните, затоа што во мал дел успеавме да запишеме поголем број на ученици од претходните 8-9 години. Учебната година ја оценувам како успешно завршена со многу активности како во реализирање на наставниот план и програма и во наставните активности, безброј проекти. Ние како училиште сме презадоволни од тоа кои резултати ги постигна нашите ученици. Постигнати се врвни резултати како на државни, така на регионални и на општински надпревари. Учебната година помина успешно, значи покрај успешната реализација на наставните материјали, освоивме многу награди, учествувавме во многу проекти. Гимназијата може да се гордее со квалитетно постигнување и во воспитниот и во образовниот дел. Значи ние секогаш имаме стабилно ниво на одлични и на многу добри ученици. Со пригодна свеченост на која на наградените ученици од државни и регионални надпревари добија пофалници пригодни награди, виничката деветолетка Славча Стојмински го одбележа последниот училишен ден. Оваа учебна 2018-2019 година беше завршна за 62 полуматуранти, а се запишаа 67 правачиња. Оваа учебна година 2018-2019 година беше мощна и успешна за нас. Имаме реализирано повеќе проекти. Инаку, на ниво на регион, учебната година денеска ја завршија околу 13.000 основци и близу 7.000 средношколци.